Драги ученици, добре дојдовте во видео часот по предметот физика за 8 одделение. Денес ќе работиме наставната единица ден и ноќ, што представува прва содржина во темата 4 земјата и подалеку. Најпрво да се запознаеме со критериумите за успех. Можам да опишам привидно движење на Сонцето и другите звезди во однос на Земјата. Можам да објаснам дека Земјата ротира околу својата замислена оска и прави еден полн круг за 24 часа. Знам дека Земјата ротира истовремено и околу Сонцето и тоа е за време од една година. И можам да објаснам дека Сонцето и другите звезди се извори на светлина и дека планетите и другите тела светат поради тоа што ја одбиваат светлината од себе. Планетата Земја. За неја знаеме дека представува една од 8 планети во Сончевиот систем, дека е трета по ред, пооддалечено со Сонцето и е најголема со цврста површина. Е единствена планета на која што има живот. Во геологијата преовладува мислењето дека Земјата е стара околу 4,6 милиарди години. Ако ја наблюдуваме Земјата, тогаш за неа се карактеристични две точки наречени географски полови. Северен географски пол и јужен географски пол. Ако ја замислиме правата која што ги поврзува овие два пола, тогаш сме ја замислиле земјината оска. Во однос на звездите, Земјата ротира околу таа замислена оска за околу 24 часа или 23 часа, 56 минути и 4 секунди. И ова време на ротација е наречено ротационен период или звезден ден. Во која насока ротира? Земјата ротира околу својата оска во насока од запад кон исток. Ако стоиме на северниот географски пол, тогаш Земјата ротира во насока обратна од стрелките на часовникот. Прашање е дали сите точки на Земјата ротираат со иста брзина. Точките што се наоѓаат блиску до екваторот ротираат со најголема брзина со приближно некаде 1700 км на час. Колку се оддалечуваме од екваторот, толку и брзината на ротација е помала, односно кога ќе стигнеме на половите, таму брзината изнесува 0 км на час, односно половите не се движат. И можеме да кажеме дека додека седиме мирно на нашите столчиња, ние всушност се движиме со барем 1100 км на час. Сега, кога се наоѓаме на површината на Земјата, ако го наблюдуваме Сонцето и направиме фотографии во текот на денот или па видео снимка, тогаш ќе забележиме дека Сонцето прави една крива опишува, односно излегува од исток, заоѓа на запад, спротивно од ротацијата на Земјата. И викаме дека Сонцето, звездите, месечината привидно се движат од гледано од површината на Земјата. Како последица на земјината ротација се денот и ноќта. Во текот на денот може да го видиме Сонцето, додека во текот на ноќта се забележуваат, се гледаат звездите и некои планети. Исто така, месечината може да се види некогаш и во текот на денот и во ноќта.
Сонцето, месечината и звездите се небески тела во Вселената. Месечината ја гледаме бидејќи ја одбива светлината од Сонцето, додека пак Сонцето и звездите ги гледаме бидејќи се само светлечки тела. Прашање е каде побрзо ќе изгрее Сонцето? Во Индија или во Австралија? Од сликата може да се забележи дека при земјината ротација, која што е од запад кон исток, најпрво Сонцето ќе изгрее во Австралија, а потоа во Индија. Можеме да заклучиме дека денот и ноќта се предизвикани поради тоа што Земјата ротира околу својата оска. Страната на Земјата свртена кон Сонцето е осветлена и таму викаме дека е ден, а онаа страна која што се наоѓа позади, односно каде што не доаѓаат светлинските зраци од Сонцето или спротивната страна е во сенка и таму викаме дека е ноќ. Како предлог за домашна работа, може да дадете одговор на следните барања. Истражи на кои места на Земјата подолг временски период е само ден, а каде само ноќ, колку трае тој период и дали живеат и работат луѓе на тие места и како изгледа, се разбира, нивниот ден. Може на овие линкови да ги препишете и да најдете, односно визуелно да си ги представите небеските тела, движењето на Земјата околу сопствената оска и движењето на Земјата околу Сонцето. Ви благодарам на вниманието.